Да, освен овој адреналински фестивал, следниот викенд, поконкретно на 31 мај и 1 јуни, ќе се случува уште еден прекрасен фестивал кој што е единствен во земјава и на Балканот, а тоа е фестивалот на народни инструменти и песни ПЦ Атанасовски 51 издание. Ова утро гостин ни е Стојан Чакостов, кој што е член на советот на фестивалот и ќе ни ги каже сите детали околу организацијата, околу се оно што ќе се случува наредниот период. Малку ќе позборуваме за минатогодишниот јубилеен 50-ти фестивал, малку за историјатот и за се оно што е важно и убаво, а се состои од народна песна и народни инструменти. Стојанче, добро утро и добри дојде во Сакам. Добро утро и на вас, на поканата, и навистина ми е чест што ќе го представиме 51-то издание на фестивалот за народни инструменти и песни ПЦ Атанасовски. Така, кажавме веќе и во најавата и сега кога ќе се случува, меѓутоа ти ќе ни кажеш малку повеќе детали околу се она што ќе се случува и предходно, пред оној 31 мај и околу целосната организација. Така, како и секоја година, Советот на фестивалот и Организациониот одбор на фестивалот приредивме обемна програма. Како што кажавте и вие, значи фестивалските денови се на 31 мај и на 1 јуни. Тука само ќе напоменам дека од оваа година Советот одлучи фестивалот повторно да се одржува само во Долнени и да биде околу Спасовден или на Спасовден, како што тоа било пред 20 на години. Впрочем, и идејата на самиот ПЦ Атанасовски, уште кога е формиран овој фестивал, била токму на Спасовден да се одржи фестивал на гајда и на народни инструменти, што значи дека повторно ќе биде само во Долнени, а предходната година 50-тото јубилејно издание беше и во Долнени и во Прилеп, така што долненци и прилепчани ќе имаат можност на двата фестивалски дена да слушнат и да видат групи од сите краишта на Македонија. Сега, во однос на придружните активности, тука може редоследно да ги кажеме. Веќе од понеделник, значи, почнуваме со семинарот за народни инструменти и песни, кој што веќе повеќе од 10 на години се одржува како придружна содржина на самиот фестивал. Овде на овој семинар ќе имаме некаде околу 15 млади учесници од градот Прилеп, кои што ќе можат да слушнат предавања од еминентни предавачи. Тука ќе ги споменам професор доктор Родна Величковска, која што ќе работи народно пеење, потоа професор доктор Горанчо Ангелов, кој што ќе работи народни инструменти, магистар Горан Василевски, кој што ќе има теоретски предавања од областа на етнологијата, и јас како предавач во областа на народното пеење, значи заедно со професорката Родна Величковска, така што тие ќе имаат можност неколку дена преку теоретски и практични работилници да научат нешто повеќе за народните инструменти, за народното пеење и да научат неколку инструментални и вокални мелодии кои што ќе бидат дел од тој семинар. Тука, значи, веќе на 30 во петокот имаме исто така уште една придружна активност. Тоа е симпозиумот, кој што е насловен Фолклорот во минатото и денес. Тој ќе се одржува веќе 6-та година поред. И со овој симпозиум на некој начин му се дава една научна нота на самиот фестивал и на некој начин го поткрева самиот фестивал, затоа што тука ќе имаме еминентни научници, еминентни професори, истражувачи од областа на фолклорот и воопшто на етнологијата, етномузикологијата, етнокорологијата и така натаму. И од овој симпозиум произлегува зборник кој што сите љубители на пишаниот збор ќе можат да прочитаат што ние имаме да кажеме во врска со фолклорот во минатото и денес. Значи, тоа е една широка, актуелна тема која што ние ја обработуваме од повеќе аспекти на самиот симпозиум. Понатаму, значи, вечерта на 30 во 20 часот, тоа ќе биде на плоштадот, односно на летната сцена во Прилеп, ќе имаме можност да го слушнеме оркестарот Александар, кој што е под раководство на Александар Арабаджиев. Тоа е наш
колега, пријател кој што работи во Виена со група на ентузијасти странци и тој последниве неколку години успева да ги мотивира, да ги мобилизира и да им го всади онаа љубов кон македонската народна музика, така што тоа ќе биде навистина еден интересен настан кој што ќе се одржи пред фестивалските вечери. Така. Гледаме овде ние инсерти, гледаме музички парчиња, извадоци од претходните години, од минатата година. Каков е интересот за овогодишното издание и како е да се организира еден фестивал откако минатата година се направи буквално јубилеј, 50 години на фестивалот Пеце Атанасовски? Тешко ли е да се продолжува понатаму? Каков е ентузијазмот и воопшто уште еднаш ќе прашам каков е интересот за овој фестивал? Така, значи лани веќе одбележавме 5 децении од фестивалот. Тоа беше еден јубилеј кој што навистина беше од поголеми размери, да кажам. Тука доделивме благодарници на значајни личности и ентузијасти кои што помагале овие изминати години на фестивалот. Интересот навистина беше голем, меѓутоа морам да кажам дека интересот секогаш постои и мислам дека додека постои фестивалот ќе постои и интересот, затоа што и години наназад и нормално тоа е како пракса на фестивалот. Имаме селекциона комисија која што ги селектира групите од цела Македонија под раководство на професор доктор Родна Величковска, која што е уметнички директор на фестивалот, и јас заедно со неа изминативе 2 месеци направивме селекција буквално од групи од цела Македонија, што значи дека ќе имаме некаде околу 300 учесници. Се случувало, значи, да имаме од 250 до 300, некој пати повеќе, меѓутоа без разлика на тоа што сега, нели, после јубилејно издание имаме 51-во издание, повторно, можам да кажам и се раѓаат и нови инструменталисти, доаѓаат млади деца. Лани, например, имавме 6-годишен гајдаџија од Кочани, односно од Оризари. Оваа година ќе имаме 9-годишен гајдаџија од Битола. И тука исто ќе напоменам дека лани, на ланското издание, Чичко Здравко Андонов, јас така си го викам, кој што е 80 години, од селото Ињево, тој ја доби гајдата на Пеце и оваа година ќе има прилика тој да засвири, да го отвори фестивалот. Тоа ни е една пракса изминативе години, тој што ја добива гајдата на Пеце, нели, да го отвори следното издание, така што навистина интересот е голем и ме радува тоа што многу млади инструменталисти, па веќе што се вели почнати во школските клупи, а свират на гајда, свират на тамбура, на тапан, исто така и тапанџи ќе имаме, значи навистина една богата програма и тоа е еден повик до сите кои што планираат викендот да го поминат во Долмени, да дојдат на камената сцена на Рудина и да ги поздрават и да го проследат фестивалот. Така. Во контекст на она што го кажа, во контекст на возраста на досегашните учесници, оние што доправа ќе учествуваат во ова издание, жива ли е гајдата на нашиот голем Пеце Атанасовски? Да, не само во да кажам во образовните институции, затоа што веќе од 90-тите години наваму имаме доста голем напредок во однос на тоа да се изучува не само гајдата, него и традиционалните инструменти воопшто. Исто така имаме и културно-уметнички друштва кои што се трудат, нели, да ја пренесат таа гајдаџиска традиција, иако веќе оние гајдаџи кои што некогаш свиреле во периодот кога се формирал фестивалот, дел од нив, нели, веќе и не се живи, меѓутоа имаме се уште луѓе кои што, како што е Чичко Здравко Андонов, кој што го споменав, кои што веќе преку 80 години живот вложуваат во гајдата и свират, така што го пренесуваат таа љубов кон гајдата. Нормално е, нели, ова глобализација, брзиот начин на живот, младите се повеќе се фокусираат на нешто друго, меѓутоа наши колеги, соработници
и дел и од аматеризмот, дел и професионалци се трудат колку што можат, нели, да дадат свој придонес во однос на изучување и пренесување на традиционалната музика воопшто, па исто така и на гајдата. Така. Стојанче, кажи ми, рече дека нели интересот е навистина голем, од година во година, минатата година имаше 50 години јубилеј, по стотици значи учесници се пријавуваат. Колку фестивалот е навистина признен, колку, да речем, на Балканот и општо надвор од границите на земјата, па и овде кај нас, колку сме свесни за тоа што го имаме, дека ова е единствен фестивал таков и дека постои повеќе веќе од половина век. Колку сме свесни за она што го имаме? Колку сме признати? Па вака, значи фестивалот сам по себе можам да кажам бренд, затоа што единствено од ваков вид каде што се случува презентација на вокална музика, вокално-инструментална музика. Ние знаеме дека нели и Линденски денови е еден од најпознатите наши фестивали, меѓутоа тоа е за народни игри, песни, нели инструменти, но ова е единствено од ваков вид кај нас, сам можам да кажам и пошироко на Балканот, од вакви размери и нормално е дека има интерес и од странски групи да доаѓаат на фестивалот, но тука ќе споменам, значи без помошта на Министерство за култура и туризам, без нивната финансиска помош, како и на локалната самоуправа, општина Долмен и општина Прилеп, фестивалот нема да биде тоа што е. Ние кои што сме во фелата, да кажам, на фолклорот, го признаваме, го знаеме фестивалот и се трудиме секоја година да го промовираме, но може би фали малку повеќе интерес од останатите, да кажам, наши сограѓани и тука исто така ќе го споменам и приватниот сектор, затоа што секоја година имаме некакви побарувања, да кажам, за спонзорства и така натаму, но тоа некако не наидува на некој голем интерес. И еве апел до сите оние кои што сакаат да помогнат на фестивалот, веќе следната година ќе имаат таква можност, ќе имаат прилика да бидат и тие дел, затоа што навистина 51 година не е воопшто малку, тоа е цела една историја на инструменталисти, на ентузијасти, на и професионалци кои што поминале низ фестивалот и на некој начин тоа е бренд, особено на Прилеп и Долмени, каде што преку делото на Пеце Атанасовски се обстојува и фактички неговиот дух живее преку самиот фестивал. Така, како истражувач на народните ора, и го спомена моментот дека дел од семинарот и симпозиумот ќе биде предавање насловено фолклорот во минатото и денес. Колку фолклорот обстојува денес? Колку се македонските народни ора единствени? Па фолклорот обстојува и ќе обстојува затоа што се додека имаме образовни институции, се додека имаме професионалци, професори, научен кадар кој што се труди да го пренесе она што го знае, тие ќе обстојуваат. Народните ора се навистина уникатни. Не случајно е она, нели, изрека: ако одиш во Босна немој да пееш, ако одиш во Србија немој да играш, ќе те надиграат, но ако дојдеш во Македонија и ќе те надиграат и ќе те надпеат. Тоа е она вековна, да кажам, изрека која што навистина е така. Народните ора во Македонија генерално се многу специфични, имаат доста голема историја и значај во врска со нашата култура и нашиот идентитет. Јас како истражувач на народните ора во Институтот за фолклор Марко Цепенков веќе 12 години се трудам колку што можам, нели, да истражувам, да публикувам трудови во областа на орската традиција како и на етнокорологијата и можам да кажам дека во изминативе години навистина не само Институтот за фолклор, него и образовните институции кои што работат во оваа насока придонесуваат за развојот и обстојбата на народните ора. И тука ќе споменам еден интересен податок кој што сега во моментот ми текна. Младите на матурските прослави кај нас веќе неколку години наназад
успеваат да го одржат оној дух традиционален и да ги играат народните ора на нивните прослави. Тоа имаше навистина едно вирално видео, Прекрасни видеа, од лани, од Делчево, оваа од година. Малешевијата на матуранти, каде што гордо ги игра Малешевката, Копачката и така натаму. И навистина тоа би требало да опстои и да продолжи, затоа што тоа е дел од нашиот идентитет. Така. Стојанче, следниот викенд, од колку часот започнува првиот фестивалски ден, да ги поканиме сите да бидат на Рудина во Долнени? Така, првиот фестивалски ден почнува во 18 часот и тука ќе споменам дека за сите заинтересирани прилепчани ќе има организиран превоз, еден час предходно. Автобусот тргнува од пред Домот на културата, а вториот ден почнуваме рано во 10 часот и ќе трае некаде 2,5-3 часа, затоа што навистина имаме обемна програма и после тоа ќе следува доделувањето на наградите. Значи, главната награда ни е гајната на Пеце, потоа имаме Гран При и 10 специјални награди статуетки. Тука само ќе споменам дека тие статуетки ги изработува нашиот уметник Емил Солески, кој што долги години е дел од фестивалот, и еве уште еден апел сите кои што се љубители на македонската традиционална музика да повелат наредниот викенд во Долнени. Така. Стојанче, ти благодарам за гостувањето, за сите овие информации кои што ги сподели околу организацијата и се оно што ќе се случува двата фестивалски дена на овој народен фестивал, односно фестивал на народни инструменти и песни Пеце Атанасовски, 51 издание. Ти благодарам и се гледаме во некоја наредна прилика. Благодарам и на вас, се гледаме во наредна прилика.